Струмица овие 5 дена ќе ги слави кратките документарни и анимирани филмови под мотото Одисеја 2012. Интернационалниот фестивал Астерфест по 8 пат на едно место собра еминентни лица од филмската уметност. На синоќешното отварање им беа врачени наградите на двајцата лауреати, српскиот актер Славко Штимац и режисерот Владимир Блажевски. Штимац е добитник на специјалното признание на Астерфест и Тиверополската филмска алијанса за високи достигнувања во филмската уметност. Наградата на Блажевски му се доделува за високи достигнувања во авторскиот филм. Увек е велика чест кад вас... Ова е голема чест од луѓето кои се од вашата професија да се одлучат да ви доделат едно вакво признание. За мене, специјално значи, што од секогаш сум се доживувал како југословенски глумец, а овој простор некогаш е бил дел од Југославија. Јас сум дел од таа генерација формирана во Југославија и тоа е причина плюс што ми е мило што добив ваква награда овде во Македонија. Još više milo što sam to dobio ovdje u Makedoniji. A nekako posebno mi je drago ovo Makedonija ko će dobijam nagrada ili bilo što da je tako priznanje, videjki kao da čustva malce deka to mnogo retko se slučuvalo porano, tako da se malce kao da zapostaven se osjećam ovdje u svoja sredina. I zato posebno mi je i čest i nekako mi je baš drago što dakle im tekna da se dade nagradата на мене годинава. Овогодинешниот фестивал стартуваше со прикажувањето на 14-минутниот македонски филм Бардо на Марија Апчевска, која имаше светската премиера во официјалната надпреварувачка програма на големото Бернинале, а вториот еден неверојатно возбудлив анимиран колаж, насловен Приказна на Леонид на Рајнер Лудвикс од Русија. Годинава Астерфест во текот на овие 5 дена ќе понуди 50 кратки играни документарни дела од сите страни на светот. Астерфест навистина го заслужи местото што го има. Тој е еден од предвесниците на оно што се нарекува нова тенденција во филмот и во кинематографијата и мислам дека од тој аспект имаме еден полн погодок и во програмска содржина и во концепција на организирање на настаните, па и во поглед на филмските гости кои што оваа година ги имаме во најголем број од сите страни на светот. Оваа манифестација почна од 2005 година и навистина секоја година со својот квалитет ги надминува очекувањата кои што ги имаме и поради тоа сме радосни што покрај тоа што за сите љубители на филмот представува навистина преубав момент да се биде овде присутен, туку представува и одлична афирмација на нашата Струмица. Се надевам дека и оваа година, овогодишното издание ќе го постигне она што го очекуваме како кулминација. Лауреатите двати веќе ги запознавте, тоа представува дополнително квалитет на самиот фестивал и се надеваме дека начело со Горан Тренчевски, општината која што финансиски поддржува, овој фестивал ќе остане и во иднина да биде една од препознатливостите на нашата Струмица од делот на културата. Веќе се знае дека Астерфест ја доделува наградата Ацо Алексов за најдобар млад македонски автор, а од годинава ја воведува и наградата за најдобро сценарио, која ќе го носи името на големиот македонски писател и сценарист Георги Абаџиев. За златна потковица и за другите награди ќе одлучува жири составено од домашни и странски режисери.